Како го коментирате епилогот од вчерашната средба во Пржино? Дали сте оптимист дека до 24 април сепак може да се постигне договор и да се исполнат условите за одржување на избори? Многу жалиме што не се постигна договор, затоа што институционалната разврска беше многу важна да се изреализира до крај. Како што знаете, Дом и другите партии, како и граѓанскиот сектор, за жал не се дел од преговарачкиот процес. Жалиме што не се прифати навреме тој концепт што ние како Дом го предлагавме, затоа што на тој начин ќе беа вклучени сите актери што постојат во државата во разрешницата на политичката криза. И тогаш ќе имаше една реална представа за распоредот на силите и ќе имаше реална разврска и реални решенија. Инсистирањето на избори на 24 април во состојба кога не се реализирани многу важни сегменти од Пржинскиот договор не е реален пристап. И овдека не е работа на надфрлање кој ќе покаже повеќе сила во бројка, во преговарачка бројка од четворица. Тоа не е фер процес и тоа не дава добри резултати. И затоа е и ваков исходот. Значи, треба реално да се приде. Целта на овие преговори беше да се најде формула преку која на мирен начин ќе се излезе од политичката криза и ние тој пристап го поддржувавме и сме и се уште за тоа. Но реално е потребно да се одложи датумот на избори, барем за онолку колку што се задржаа битните процеси со кои требаше да се изградат институциите кои ќе гарантираа фери демократски избори. Од овдека не е доволно некој на збор да гарантира дека чесен збор ќе обезбедам фер избори. Овде се институциите тие кои треба да обезбедат фери демократски избори, а тие институции не се спремни. Затоа сметаме дека барем за онолку месеци колку што доцнеше формирањето на ДИК, кој што е надлежен за проценка на избирачките списоци и нивно ажурирање, барем за тие 3 месеци, 2 до 3 месеци треба да биде одложувањето на изборите. Се разбира, идеално би било да имаме едно нормално време за институционална изградба. Тоа во 2-3 месеци не се прави, меѓутоа ова е минимум кој што треба да се постигне. Се надевам дека во иднина ќе има доволно реалистичен пристап од сите актери за до тоа да се дојде. Но мислам дека тоа нема да биде возможно ако не се направи широка граѓанска платформа од политички субјекти и од граѓански организации кои што се залагаат за позитивни промени во државата. Без тоа нема да се покаже вистинскиот глас на граѓаните. Тој глас се покажа кога се побараа предвремени избори. И тој глас ќе се испочитува и ќе биде реализиран на соодветен начин, кога сите тие ќе бидат вклучени во договарањето на излезните решенија и кога сите заедно ќе кажеме да, сега веќе веруваме дека институциите го имаат постигнато минималното ниво на кредибилитет за да им веруваме на овие избори, зашто нам ни требаат избори во кои што сите ќе веруваат и кои што ќе значат крај на политичките кризи и обвинувања. На Македонија и треба стабилност. Гледаме во каква деликатна ситуација се наоѓа целиот регион, меѓутоа и целиот свет, впрочем, и мислам дека треба навистина многу сериозно и одговорно сите да се однесуваме. И една работа што е многу важна во Македонија, треба да се научиме дека политичките партии, граѓанските организации, граѓаните едноставно треба меѓу себе да се почитуваат и да изградат минимум политичка култура на соработка. Како што ние денеска бевме тука поканети како гости и дојдовме во колегијална поддршка, затоа што сметаме дека се прават позитивни работи, се промовира една програма. Така и ние очекуваме и на нашата промоција на програмата, што ја очекуваме наскоро заедно со 10 годишнината од формирањето на Дом, да ни дојдат политички гости. На тој начин треба да градиме диалог со доверба, со потражување секаде каде што ќе најдеме заеднички точки. Се надевам дека сите партии, вклучително и големите така наречени партии, ќе го научиме тоа.